Точки и цртички, сонце и пат, знаци испишани кружно, имиња Клитор, Роксана и она најбитното, Александар, кралот преславен. Ова и уште многу јасни и нејасни знаци ке најдете листајќи ги бакарните страници на тајната книга. Повеќе од деценија го носи превезот на мистичност, вистина или лага. Не се уверив лично, ова го прочита фотографиите и снимките, кои ретко кој ги поседува. Патот до бакарната книга не е кус, од Скопје до Гевгелија и селото Стојаково. Според кажувањата овде живее собственикот, Дионис или познат во селото како Нешо. Селанец кој знае многу легенди, нема школа, но има искуство, памет и се што ќе му раскажат. Не пречека со многу приказни за античките македонци. Александар, богатствата на Македонија, покажа се, освен книгата. А за неа раскаже дека ја има со години, оставена во наследство од дедо-прадедо. Но каде и како е пронајдена, не одговори. Вети дека ќе зборува пред камерата на код, но кога тоа требаше да го стори, се пишмани. Не сакал да си го расипе пазарот со владата за откуп на бакарната книга, за која тврди дека е од непроценлива вредност. Го продолжив патот до сите оние кои нешто знаат. Ја допреле, ја виделе, ја читале бакарната книга. Од Гевгелија до Штип, од Штип до Куманово. Експертот за карпеста уметност Душко Алексовски ја видел книгата пред 4 години. Дионис му дозволил. Овие снимки се од неговиот фотоапарат. Алексовски е уверен оти се работи за историски доказ за писмото пред и по античките македонци. Ова е фактички најголем податок за присуството на нас на овие простори. Бидејќи кога веќе ние сме работеле на карпите и камењата, ќе ги забележуваме пред 6, 7 и 8 милениуми. А сега истите тие знаци ги наоѓаме и во бакарната книга. Алексовски уверен дека книгата треба да се проучи за да не исчезне како онаа златната пронајдена во Македонија, а сега е на полиците на Софискиот музеј. За мене пат во километри, но за некого ова патување до тајната книга трае со години. Такво е истражувањето на новинарката Елена Оровчанец. Уште во 90-тите слушнала за книгата, напишала за неа во почетокот на ова столетие. Јавноста широката не знаела, меѓутоа највисоките државни институции знаеле за постоењето на книгата и се преговарало со нив уште од 91-92 година. Тргнале преговорите за откуп всушност на бакарната книга. И во тоа време државата се сложила да откупи бакарната книга и му понудила на собственикот 40.000 марки беше во тоа време. Собственикот се сложил, меѓутоа по 2-3 дена помислил дека е та многу ниска сума, се јавил на телефон и побарал 60.000 марки. Доаѓа нова влада, онаа на Георгиевски и нови пазарење на Дионис. Сега цената што ја бара вртоглаво расте, стасува до $500.000. Преговара тогашниот министер за иселеништво Мартин Треневски, но државата не се решава за откуп. Во тоа време полицијата веќе истражува. Доаѓа до сознание дека Дионис е поврзан со група диви копачи на злато, па предпоставува дека е можно книгата да е пронајдена од нив. Во 2002, по написот на новинарката Оровчанец, истрагата се засилува. Еден инспектор од МВР е упорен да дознае дали ова е оригинал или фалсификат, изработен во Бугарија. Се вклучува и Заводот за заштита на споменици. Тогашен директор е Јован Ристов. Го заскокоткала приказната за книгата, но имала резерви. Нашите служби стапија во контакт со лицето, го погледа документот, ангажиравме и стручно лице за писмото да видиме што и како е. Беа нудени големи суми пари, мислам беа побарувани како откуп државата. На крај бевме и лично бев убеден дека сепак има две спорни прашања: автентичноста на самиот предмет и потеклото. Дилемите на Ристов ги има и Елена Оровчанец. Според неа, собственикот Дионис постојано ги минува приказните. 3 различни места барем до сега кажува собственикот. Сите тие 3 различни места се во Бугарија. Нито едно од тие места не е во Македонија, едното е дури на Родопита. Последната негова приказна е дека ја купил од поп, кој поп бил на Родопита и ја нашол таму. Но дури и да е фалсификат или препис,
Интересно е кој ги испишал зборовите и од каде ги видел за да ги препише. Постои ли оригинал кој на вистина го крие писмото на античките македонци, откриено уште пред 18 и повеќе години? Колку време е пишувана практично, бидејќи ги има сите овие периоди? Па таа е пишувана повеќе од 3000 години. Повеќе од 3000. А како е пишувана? На бакарните страници со што се испишани овие знаци? Бакарните страници се испишани со првен со она писмо што уште пред пеонското и пред етруското, кај што немаме ние аналогија. Но ова ја отвара можеби и најголемата дилема. Како е можно една иста книга да се пишува 3 века? Ова прашање го испитува академик Петер Илиевски, чија специјалност е токму потеклото на писмата. Неодамна и тој бил кај Дионис, за да се увери има ли бакарната книга некаква вредност. Зборовите што се употребени, тоа е една таква мешавина каква што воопшто не може да се замисли едновремено да се употреби и грчки збор, и латински, и современ македонски. Таму ќе се спомня Александар Василеус, место Василеус, негде може би нарочно ќе се направи грешка. Но да го залаже трагот. Или фраза со вкрстени зборови. Бунар, Фоди. Фоди, латински, влашки, романски, Копај. Пат ќе се спомне, Роксана ќе се спомне, само да се залаже трагот. Бакарната книга е единствен документ каде што имаме спој на преисториското со античкото писмо. И словенското вели? Да, и словенското писмо. Значи, сите фази на писменост минале преку бакарната книга.